За да се спречи екзодусот на луѓето во бели мантели, мора да се размислува за воведување на субвенции во здравствениот систем, со што ќе се стимулираат лекарите да останат во државата, алармираат приватните лекари. Мора да се промени системот на плаќање, велат од Сдруженијето. 40.000 денари имаше стимулации кои што ги даде фондот и тоа е за поздравување. Бидејќи било кој почетник да почне од нула, секој денар е потребен. Ние сериозно размислуваме во лекарската комора и ние како здружение, оно кој што го бараме подолгорочно, да се размисли некој фиксен дел за плата, старт кој што би бил, и плюс да има дел учинок, значи преглед на уши, преглед на очи, ампуларија кај што ќе се пушта, ехо некој ако се научи, значи мора да има сериозни револуционерни промени во здравствениот систем наш, за да може да ги задржиме докторите. Ме сваќате? Да. Заради тоа што делот кој што е во Источна Македонија е многу критичен, нема народ, нема од што капитација да добијат, може ли амбуланта со 60.000 денари буџет да функционира, од што да даде плата на сестра, од што да даде кирија во здравствен дом, од што да даде докторот, а слушаме советници имаат по 50.000 денари, па и до 100.000 денари во влада и во било која влада, ме разбирате? Значи, од 92 кога е Македонија, од 90 и која, па до сега, значи, постојано слушаме енормни стартни плати во државни институции, дека никој не размислува дека на народов не требаат доктори. Најалармантна е состојбата во помалите градови, Виница, Делчево, Пехчево. Постои опасност тамошните жители за неколку години да останат без здравствена заштита. Нигде нема доктор. Значи, колешка во Кичево веќе со месеци не може да најде замена. Синот и замина за Германија, она работи сама. И че сегде е алармантна, еве во Велес си замина педијатар во пензија, 2-3 деца остануваат у моментот без педијатар. Значи, ќе ги чува, ќе ги прегледува оној кој што веќе има прикрепено 2000 деца. Ме разбирате? Значи, каде е квалитетот на работењето, каде е сочувувањето на здравствениот кадар? Било кој да му речеме може ли да работи 24/7 секој ден? Значи, тогаш, она кое што ние алармираме веќе 7-8 години наназад, ќе дојде да еден доктор да има енормен број на пациенти, многу ќе се чека, како што било во бивша Југославија, предратна, ме разбирате, 4 доктори у цел град. Поради масовниот лекарски екзодус, помалите општини во источниот регион, Зрновци, Чешиново, Облешево, Карвинци, останаа без матични лекари, а речиси секој студент на медицински науки паралелно со студиите изучува и германски јазик. Според официјалните податоци на Лекарската комора, само во првите 10 месеци од минатата година, 170 македонски лекари ја напуштиле државата.